Добро утро од Младинскиот културен центар во Скопје. Денеска повеќе од 200 ученици од скопските основни училишта овде во МКЦ ќе креираат зелени и иновативни решенија на настанот Зелен Икс од предизвик до иновација. Какви идеи носат младите и каква поддршка добиваат? Одговори на овие прашања утрово во Македонија наутро бараме од директорката на агенцијата Инова, Даниела Димовска. Директорке, добро утро и добре дојдовте во утринската програма на Јавниот сервис. Добро утро, благодарам Мартин, благодарам што се дел денеска од овој наш значаен настан. Поздрав до сите гледачи. Пред малку веќе течеа подготовките овде во Младинскиот културен центар. Веќе се спремни сите овие маси столчиња каде што ќе седнат повеќе од 200 ученици, како што најавив. Што се случува денеска овде во Младинскиот културен центар? Што точно представува овој настан Зелен Икс од предизвик до иновација? Денес по повод 21 април, денот на креативноста и иновативноста, Агенцијата за иновација, научно-технолошки развој и предприемништво Инова организира настан под наслов Зелен Икс од предизвик до иновација, каде што голем број на млади учесници денеска ќе креираат конкретни решенија. Така, бидејќи се вклучуваме директно од лице место на настанот овде од МКЦ, а пред малку и видовме голем број на учесници кои во моментот чекаат да започне настанот во кино Фросина. Може ли да ни кажете кој се е опфатен во овој настан? Така, заинтересираноста беше многу голема. Имаме над 230 ученици од 22 основни училишта на територијата на град Скопје, кои што ќе бидат поддржани од 50 ментори, над 50 ментори, наставници, кои ќе бидат поделени во 43 тимови. Тие ќе креираат некое конкретно решение за одреден предизвик, што ние веќе го имаме осмислено како сето тоа да биде. Исто така, многу ме радува фактот што и бизнес заедницата го има препознаено овој настан, каде што дел од компаниите денеска не поддржаа со тоа што пласираа производи кои што денеска ќе бидат на користење на самите учесници. А воедно сакам да кажам дека и во текот на настанот свој обраќање ќе има и Министерката за образование и наука, професор доктор Весна Јановска, чието присуство денеска покажува една силна поддршка кон иновациите, кон образованието и кон младите. Директорке, што е што учениците конкретно ќе треба да го направат денеска овде и како ќе се изберат најдобрите решенија? Вака, ние сакавме да им дадеме реален предизвик на кој што тие ќе работат и ќе креираат решенија. Денеска тие имаат за задача да ги препознаат еколошките предизвици преку тимска работа и со предприемачки пристап да реализираат едно конкретно, иновативно и применливо решение. Понатаму се формира, односно веќе е формирана стручна комисија која што ќе ги оценува конкретните решенија и ќе се изберат победници во 3 категории, каде што со символична награда ќе бидат наградено најиновативното решение, најапликативното решение и најдобар тим. И за пред крајот на нашиот разговор, која е главната цел на овој настан и каква порака сакате да им испратите на младите учесници? Главната цел на настанот е тоа да ги поттикнеме младите да размислуваат критички, креативно да размислуваат и секако најважно да делуваат. Да знаат дека со иновативни методи, преку тимска работа може да креираат конкретни решенија за предизвиците од секојдневието. Нашата порака е дека иновацијата лежи во самите млади. Ние само треба да ги поттикнеме да они почнат да создаваат, да креираме можности каде што ќе може да создаваат и јас мислам дека со реална поддршка на младите тие навистина може да бидат еден двигател на позитивните промени во општеството. Ние во Инова навистина го препознаваме потенцијалот на младите и посветено работиме на креирање на можности во нив што ќе бидат содржани и се содржани во нашата програма за работа. И морам да ве прашам сосема за крај на нашиот разговор, дали агенцијата Инова ќе продолжи понатаму да организира еден ваков тип на настани во кој ќе бидат опфатени млади ученици од основни па и од средни училишта, но верувам дека и од факултетите.
Така, ако ги следите нашите активности на социјалните мрежи, ќе може да приметите дека ова не е прв настан што го организираме со младите. Ние сме постојано присутни меѓу младите и во иднина ќе продолжиме да бидеме присутни меѓу нив, како што напоменав, со креирање на можности за нив и да ги поттикнуваме да одат во претприемачките води, односно да креираат и да создаваат нешто свое во нашата држава. Јас за тоа би сакала и да апелирам да ги следите нашите социјални мрежи, да ги видите сите наши активности, доколку се препознаете било кој од вас дека може да придонесе во дел од сето ова што ние го правиме, во очекуваме во нашите простори да дојдете и да придонесете со вашите идеи. А ние ќе продолжиме да ги следиме и вашите активности. Директор, ќе ви благодарам што утрово бевте дел од Македонија наутро и ви посакуваме денеска да имате навистина успешен настан. Ви благодарам и вам. Денеска во Младинскиот културен центар во Скопје ќе се одржи настанот Зелен Икс од предизвик до иновација во организација на агенцијата Инова, а за тоа што е овој настан, со какви предизвици ќе се соочат денешните учесници, овде повеќе од 200 млади ученици од основните училишта во Скопје, разговаравме со директорката на агенцијата Даниела Димовска.